Како патриотизмот може да служи на странски агенти? Според истражувањето на невладината Democracy Lab, во кое биле анализирани десетици илјади објави во медиумите и на социјалните мрежи од мај до ноември минатата година, тоа се прави преку ширење на посебно дизајнирани содржини за македонците и за албанците. Така, на пример, на македонски јазик. Некои написи отидоа дотаму да ги обвинуваат македонските академици кои се за компромис како бугарски агенти. Додека на албански јазик. Лажен протечен документ циркулираше на Facebook и еден портал на албански јазик за наводен таен план на партиите на македонците да го поништат Охридскиот рамковен договор. Резултатот од ваквите и слични содржини е: ваквите наративи честопати им служат на интересите на надворешни актери како Русија, кои историски ги искористуваат етничките тензии на Балканот за да спречат единство и интеграција на Западот. Në përgjithësi po rekomandohet që të nxitet edukimi mediatik dhe digitalizimi. Një gjë që është mjaft e rëndësishme është drejt institucioneve shtetërore, të cilat duhet të janë më të hapura dhe transparente ndaj publikut dhe të mos lejojnë të krijohet një vakum informativ i cili më tej po lejon që të shfrytëzohet ky momentum për të pasur më tepër dezinformata. Создавањето штетни наративи за различни општествени групи го отвора исто така и прашањето која е целта? Например, низ пластичен пример, тоа е потикнување на чувството дека работите не се случуваат со активна промена на граѓаните. Еве да речеме, во нашиот случај тоа се изборите. Целта е да се стигне до што е можно поголема пасивизација и неизлезност на изборите, бидејќи на тој начин, еве да речеме, политичките партии ќе имаат работна задача да го мобилизираат само своето членство. И на тој начин ќе ги добијат или изгубат изборите само со мобилизација на своето членство, не бавејќи се воопшто со придобивање, условно кажано, нели, на граѓаните кои што се неопределени или не се во нивните гласачки бази.